Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. На малите општини им требаат револвинг фондови. Идејата се разгледуваше на ЗЕЛС по иницијатива на штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Како идеја, револвинг фондовите се добри, но по малите општини нема да можат да направат повраток на добиените средства, вели градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Формирање на револвинг фондови е еден од начините да им се помогне на малите општини да реализираат проекти и идејата е долга веќе 8 години. Идејата е да се формира фонд во рамки на општините, од кој што секој оној кој што ќе аплицира, ќе добие средства од европските фондови и ќе може да го обезбеди своето учество. Во европските проекти учеството е од 10 до 40%, зависи од тоа на каков вид на проекти аплицирате, и многу голем број на организации, посебно невладини, не аплицираат поради тоа што на голема сума тоа учество е многу големо. Формирање на ваков гарантен фонд во многу би олеснило работата, но и од друга страна ќе повлече многу повеќе пари. Значи, доколку вие обезбедите 10%, имате обезбедено, многу полесно да ги обезбедите останатите 90%, што значи дека и за општините ќе биде многу подобро да можат да привлечат што повеќе европски пари. Постојат различни вакви пракси, во Бугарија имаше таква пракса, во Грција има, да речеме, пракса кога добиете средства од Европската унија, веднаш ги земате од државата, а потоа се рефундираат од страна на Европската унија. Ова го скратува чекањето, затоа што некогаш таа администрација, бирократија може да биде и малку подолга, и затоа ваквиот гарантен фонд би бил одлична идеја за да може да се привлечат пари, за да не остане само на зборување дека ИПА програмите се важни, дека има многу фондови, а всушност да не можеме да ги абсорбираме како што е случајот сега. Шарковски посочи дека ова би било добро и за помалите општини. За помалите општини, воопшто за сите општини би било добро такво нешто да се формира во рамки на владата, Министерство за локална самоуправа, која и да е, значи како и да треба да се донесе таа одлука, затоа што ќе им даде одврзани раци да може да аплицираат, да привлечат многу повеќе пари од тие европски фондови. Реков на проекти кои што во рамки на Европска унија се некои средни проекти 300 до 500.000 евра, 10% учество е 30 до 50.000 евра. Овие општини кои што ги споменавте и многу други кои што се рурални, па и урбани во Македонија, многу тешко може да ги обезбедат овие средства, и кога би биле обезбедени, тогаш тоа за нив би значило многу, а реков, многу попозитивно е воопшто за граѓаните и за целата држава, затоа што со обезбедување на помал износ на средства ќе можете да повлечете многу поголем износ на средства и да се решат одредени проблеми. Инаку тоа најчесто се проекти од инфраструктурен карактер, бидејќи општините на тоа и најмногу аплицираат, додаде Шарковски. Истото како идеја го предложи и штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Но секоја идеја е добра да се разгледа. Јас сум овде секогаш да можеме да излегуваме во пресред, да им помагаме на помалите општини да можат да приберат средства за да реализираат проекти. Од тоа што го знам, помалите општини имаат проблеми кога ќе им се доделат средства, тие по закон мора ДДВ-то да го платат сами. Тие немаат можност ниту ДДВ-то да го платат. Така што доколку имаат еден проект од 10 милиони денари, тие треба да платат околу 2 милиони денари за ДДВ, а тие толку пари на сметката, голем дел од тие помали општини немаат, имаат проблем со реализација на овие средства, најчесто ги заглавуваат парите и имаме проблем со реализација на средствата од фондовите, но ова е едно од решенијата, јас ќе го наметнам на ЗЕЛС како едно од темите за да можеме да ни помогнеме на помалите општини. Како градоначалниците на помалите општини гледаат на револвинг фондовите? Основањето на револвинг фонд преку кој ќе можат да се користат средства за реализација на проекти за кои што е потребно општината да плати кофинансирање, или за проекти за кои што општината е потребно да плати ДДВ, меѓутоа и за проекти кои што ќе ги обезбеди како грант, а понатаму ќе треба да го обезбеди само финансирањето, а потоа да направи поврток на средствата. Како идеја за еден ваков револвинг фонд, значи постои многу одамна, ние на неколку наврати уште од 2009 година на ЗЕЛС беше поставено ова како идеја, како прашање, меѓутоа се дојде до заклучок дека сепак малите општини, руралните општини нема да можат да го користат овој фонд од проста причина што тие не се кредитно способни, нема да можат на време да го вратат долгот. И овде пред се мислам, например, кога се работи за кофинансирање и за плаќање на ДДВ, значи они општини кои што ќе немаат редовен прилив на финансиски средства, тие и понатаму нема да можат да
направат повртак на овие средства, меѓутоа за средствата обезбедени како грант за кои општината претходно е потребно да направи исплата, а потоа да направи повртак на овие средства, и овде пред се мислам на проектите со меѓугранична соработка со Република Бугарија. Значи овде веќе малите општини ќе можат ваквите средства да ги користат и да дојдат до многу побрза реализација на проектите. Затоа јас апсолутно се согласувам дека е потребен овој фонд, еден револвинг фонд, меѓутоа претходно да се обезбедат грант средства од неколку милиони евра, а понатаму значи тие да функционираат преку позаемување и враќање на истите натаму, иначе постојано да се обновуваат. Колку сето ова ќе успее во пракса, градоначалниците на помалите општини сепак стојат на ставот дека како идеја е добра, но претходно сепак треба да се обезбедат грант средства од неколку милиони евра, па дури потоа да се реализираат истите. Се користи отров кој што е забранет и е под името ланата. Здруженијето за заштита на животните од кочани повторно откри масовно труење на кучиња скитници. Овој пат на локација кај Панагюрот се отруени 4 животни. Здруженијето бара помош од општината за изградба на стационар. И повторно појава на масовно труење на кучиња во општина Кочани. Реакција од Здруженијето за заштита на животните да не се трујат кучињата, оти освен згаснувањето животи на животните, од опасниот отров кој се става при труењето може да се затруе и дете. Последното труење на 4 кучиња Здруженијето ги регистрирало на локација кај Панагюрот. Кога ги забележале, веднаш им пружале секаква помош, но поради силината на отровот не успеале да им помогнат на кутрите животни. Следните неколку дена имаме масовно труење на животни. Значи, тоа не е прв пат што се случува, повтара се по неколку пати. И сакам само да кажам дека 4 живота сгаснаа за ништо, без разлика што е животно, и тоа има душа и тоа е створено од нешто. Значи, тровењето се случува со отров што е забранен за употреба, што не се продава никаде официјално, од никаде не можеш да го купиш. И отровот се вика ланата, тоа е докажано, ветеринар докажа дека се затровени со ланата, што е ризично да помине дете и да се затрова. Кучињата беа третирани од наша страна, боцкани, средени, но за жал не успеавме да го спасиме животот на ниедно. Апелираме некој доколку забележи некој да фрла или нешто да му е сомнително, пред се да го отстрани отровот, да не го фаќа со голи раци, затоа што станува збор за многу усилен отров, што може да однесе и човечки живот, пак ќе кажам, и да ни пријави, доколку примети нешто сомнително. Од Здруженијето за заштита на животните Кочани апелираат до градоначалникот Илиев да помогне за изградба на стационар како би се решил проблемот со кучињата скитници, а со тоа и секојдневното труење на животните. Уште еден апел до општината, исто до градоначалникот, да го решиме проблемот со кучињата скитници, да изградиме стационари или нешто слично. Мислам дека со заеднички сили и ние како здружение ќе помогнеме и многу граѓани самостално ќе помогнат за изградба на стационар. Со изградбата на стационар, вели Арсова, би се решил проблемот и на љубителите на кучињата, но и на оние кои се плашат од уличните кучиња. Бесплатно микрочипирање на домашните миленици започна да се спроведува во дел од ветеринарните станици во Кочани. Ова представува законска обврска за собствениците, преку која ќе се обезбеди евиденција на милениците во единствениот регистер на Агенцијата за храна и ветеринарство. Започна бесплатното микрочипирање на домашни миленици со чиповите што ги обезбеди Агенцијата за храна и ветеринарство на Македонија. Во ветеринарната клиника Здравје во Облешево на располагање се 400 микрочипови. Веќе од почетокот на неделата е започнато со апликација на истите, а постои и голема заинтересираност на собствениците на миленици. Чипирањето се врши со цел да се направи идентификација и да внесување на сите домашни миленици. После чипирањето се внесуваат во системи, тоа е централен систем на ниво на Република Македонија. Сето ова го правиме со цел доколку некој од милениците биде изгубен, може лесно да биде лоциран неговиот собственик. Апликацијата на чиповите е потполно безболна за милениците, а истите пред тоа мора да имаат примено вакцина против беснило.
Чипот содржи информации за собственикот на миленикот, расата на кучето, полот, како и состојбата со примените вакцини. Чипирањето на милениците представува законска обврска за собствениците. Преку него ќе се постигне поголема контрола врз милениците и одговорност на собствениците доколку го напуштат миленикот. Бесплатното микрочипирање е проект на Агенцијата за храна и ветеринарство во кој се вклучени 135 ветеринарни друштва од Македонија. Во Кочани заинтересираните граѓани можат да ги чипираат своите миленици во ветеринарната клиника Здравје во Облешево, како и во Ветмет и Авицена. Кочани и Виница се дел од кампањата Нахрани 10.000, што е во организација на мрежата Сите, со подршка на граѓанската иницијатива Мрдни со прст. На 2 хуманитарни штанда во Кочани и еден во Виница, волонтери од Црвен крст и други невладини организации собираа конзервирана и нерасиплива храна. Кочани е еден од 10 градови што денеска се приклучи кон националната хуманитарна акција Нахрани 10.000, што е во организација на мрежата Сите, со подршка од граѓанската иницијатива Мрдни со прст и голем број на невладени организации. На двата пункта, кај маркетот Тинекс и Жито маркет на автобуската станица, младинците од Кочани денеска собираа конзервирана и нерасиплива храна. Во акцијата за собирање на храната се приклучија и волонтери од Црвен крст Кочани, како и локалните невладени организации Авена, Романо Вило и Одигитриза. По иницијатива на Сдруженијето Ајде Македонија и Мрдни со прст, денеска се организира донаторски настан Нахрани 10.000. Ова е национална акција за донирање на храна на одбрани локации во Република Македонија и нејзина цел е дистрибуирање на храна на социјално загрозени семејства, значи на 10.000 социјално загрозени семејства. Ваква акција како што кажа, се спроведува во повеќе градови во Република Македонија. Во Кочани акцијата започна од 10 часот и ќе трае до 19 часот. Се реализира на 2 пункта. Едниот пункт е кај плоштадот пред маркетот Тинекс и вториот пункт е кај автобуската станица пред маркетот Жито маркет. На граѓаните им беа делени информативни флаери преку кои беа запознаени со мотото на кампањата и можноста за донација на храна. Најчесто се донираше ориз, тестенини, масло за готвење и секаков вид на нерасиплива храна. Кампањата има за цел да ја подигне свеста на граѓаните за проблемот со недостаток на храна со кој се соочуваат голем број на граѓани во земјата. Воедно, преку неа се креира можност за редовно донирање на прехранбени продукти од граѓаните за граѓаните, преку собирање на 10 тони храна месечно за најранливите категории граѓани. Покрај Кочани и Виница е дел од оваа хуманитарна акција. Со помош на волонтери од Црвен крст Виница и други невладини организации, денес на штандот за донации пред Жито маркетот во Виница се собра голема количина на конзервирана храна за потребите на загрозените граѓани. Петок, 7 септември, во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри, репризно ќе биде одиграна представата Бункер. Режијата е колективна на актерите кои учествуваат во представата. Наменета е за лица над 14 години. Билетите се по цена од 100 денари. Општина Кочани објави повик за учество во избор на жетварска убавица во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Пријавувањето трае до 12 септември, а заинтересираните лица своето учество може да го пријават во просториите на општина Кочани. Во рамки на подготовките на 27-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, која годинава ќе се одржи во периодот од 27 до 29 септември, општина Кочани објави повик за учество во изборот на жетварска убавица. Пријавувањето е од 6 до 12 септември во просториите на општина Кочани. Изборот на жетварската убавица со годините прерасна во уметнички перформанс со кој символично се слави оризовата жетварка, жената што според традицијата ја започнува жетвата. Воедно во рамки на истата манифестација ќе се одржи и турнир во баскет. За овој настан заинтересираните екипи може да го пријават својот настап најдоцна до 24 септември во едношалтерската канцеларија на општина Кочани. Екипите се должни да уплатат котизација од 1000 денари за учество, а пријавените лица да бидат над 16 години. Денови на Кочанскиот ориз е манифестација преку која се промовира општината, како и културата и традицијата на населението на овие простори.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.